Знаеме дека има ново менување на Министерството за внатрешни работи, дали станува за менување и разрешување на досегашните началници или ќе имаме дополнителни началници и дали секој предлог од техничкиот министер ќе биде прифатен и за СДСМ. Јас не можам да зборам дали секој можен предлог кој што ќе дојде од техничкиот министер во Министерството за внатрешни работи ќе биде прифатен. Веројатно станува збор за тоа какви кадри ќе понуди техничкиот министер во Министерството за внатрешни работи. Секако ние како одговорна партија со нашите луѓе кои што се во институциите ќе го почитуваме законот за влада, односно законот за техничката влада од 100 дена до избори. Ќе имаме дополнителни началници или разрешување на... За секое интерно прашање во однос на Министерството за внатрешни работи, ве упатувам да се обратите токму таму. Да се доврзам на прашањето, дали имате вие конкретни имиња за кои луѓе се зборува? Дали може да потврдите дека станува збор за бивши советници на Часков и на Куловска? Се додека тоа не се официализира од надлежното министерство, односно од Министерството за внатрешни работи, не е принципиелно да од партија ги искомуницираме и ги дебатираме предлозите во Министерството за внатрешни работи. Дали се договоривте веќе кога ќе биде ратификацијата на протоколот за НАТО и ВМРО пара од вас да ги разрешите Мерси да сме чисто Бојановски поради антисемитизм? Не би сакал да ги врзвам двете поставени прашања. Добро е и мотивирачки за нас е тоа што успеа Шпанија да формира влада. Секако дека веќе членството во НАТО на Република Северна Македонија е техничко прашање. Реализирана е заедно со Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата стратешката цел на државата, а тоа е интеграција во НАТО алијансата. Јас очекувам дека многу брзо ќе дојде да го ратифицираме договорот и во Собранието на Република Северна Македонија. Од таа причина очекувам и повикувам на одговорност од сите политички чинители внатре во Собранието. За другото прашање? Секако дека Социјалдемократскиот сојуз стои зад концептот на едно општество за сите. Мерсиха е еден од луѓето кои што силно го поддржува и ја поддржува реализацијата на концептот едно општество за сите. Од таа причина не гледам никаква потреба да биде разрешена од комисијата. Како го однесениот коментар, како го оценувате против нашиот министер? Нашиот став е кон сите, без разлика од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дали е без разлика дали од ВМРО ДПМН, да во овие моменти кои што ќе бидат тензични во предизборието, бидеме внимателни во однос на коментарите, се со крајна цел да не повредеме било која целна група на граѓани, независно дали станува збор тоа за еврејската заедница, независно дали станува збор за македонците, за албанците, за турците или за било која друга заедница во државата. Ќе биде со законот за одбраната, кога опозицијата не прифаќа промената и на тоа, од другата страна се предвидува истиот да се усвои веќе дел на фазата за подготвување на земјата за НАТО. Неколку пати и во пресконференции, и во одговор на новинарски прашања, и во дискусијата во рамки на Собранието, дали во комисиите или на пленарна седница, зборувам за страшното лицемерие на опозицијската ВМРО ДПМН. Знаете како имаме најголема опозицијска партија која што не го поддржуваше законот за одбрана и не го поддржува, ако нешто не се сменило, не знам, исклучиво заради тоа што во законот стоело нашето уставно име Република Северна Македонија. Истото тоа ВМРО ДПМН немаше никаков проблем да предложи дополнителни заменици министри, да предложи технички министри во владата на Република Северна Македонија. Истото тоа ВМРО ДПМН нема апсолутно никакви проблеми да зема плата од буџетот, од институциите во Република Северна Македонија. Истото тоа ВМРО ДПМН нема апсолутно никакви проблеми кога станува збор за нивното членство во Европската народна партија, каде што се заверени под името Република Северна Македонија. Ова е само потврда на лицемерието
на ВМРО ДПМН кое што буквално нема крај. Ние секојдневно ја повикуваме опозицијската ВМРО ДПМН да си го каже нивниот став, јасно и гласно. Дали се за интеграција на Северна Македонија во НАТО и во Европската Унија, или ќе бидат докрај попречувачи на нашата интеграција, докрај ќе ја попречуваат едината на граѓаните на Република Северна Македонија. Знам колку им е тешко на ВМРО ДПМН да имаат став, но токму поради тоа на 12 април Социјалдемократскиот сојуз на Македонија заедно со граѓаните ќе издействува огромна победа за државата и за граѓаните секако. Уште едно прашање. Станува се поизвестно дека албанските политички партии не се баш за пред изборна коалиција со СДСМ. Дали понатаму ќе се трудите и ќе бидете во контакт со овие партии? Концептот на СДСМ е многу јасен. СДСМ има програма, СДСМ има концепт со кој што ќе излезе пред граѓаните. Во делот на предизборни коалиции не би сакал да зборувам, мислам дека се уште е рано, секако во рамките на телата и органите на партијата, кога ќе се носат одлуките, кога тие веќе ќе бидат донесени, секако вие медиумите, преку вас и пошироката јавност ќе биде запознаена со деталите.